Почитувани съветници, почитувани медиуми, за работата на четвъртата воредна седмица на Съветът на община Кавадарци, закажена за денес, и отварям воредната седмица. На седмицата присъствуват 16 съветници, отсутни се троица, ќе се включат преку Zoom апликацията онлайн. Перо Николов, Весна, Ружица, Тука. Пере, тука си. Констатирам дека сите има кворум за работа и сите 19 съветници се присутни, со тоа можеме полноважно да одлучуваме. Согласно член 40, став 4 от Закона за локална самоуправа, пред започнување на седмицата задължително се гласа за оправданоста на причините за свикување на воредната седмица. Причина за свикување на оваа воредна седмица по прва точка од предложение од дневен ред, тоа е програма за работа со финансов план на јавно предпријатие за превоз на патници, градски превоз Кавадарци за 2022 година и отпочнување со реализација на активности на јавно предпријатие за превоз на патници преку програма за работа на предпријатието, односно изработка на техничка спецификација за спроведување на јавна набавка на возила автобуси со цел успешно, модерно и ефикасно организирање на јавниот градски и ученички превоз на современ и модерен начин. Поврзано со претходната точка и втората точка, односно правилникот за внатрешна организација на јавното предпријатие за превоз на патници, градски превоз Кавадарци, што ќе значи функционирање на јавното предпријатие. Потребата од ставање на дневен ред на третата точка од дневниот ред квартален извештај за извршување на буџетот на општина Кавадарци втор квартал е согласно член 32 од Законот за финансирање на единици на локална самоуправа, като што градоначалникот доставува до Министерството за финансии и до Советот на општината квартални извештаи со образложение за извршување на буџетот на општината во рок од 1 месец по завршување на кварталот. Во однос на четвртата точка од дневниот ред одлука за давање согласно за склучување на договор за послуга, приоритетно се произлегува од потребата за исполнување на критериумите на ФФМ за учество на градскиот фудбалски клуб Тиквеш 1930 акционерско друштво Кавадарци во првата македонска фудбалска лига. Врз основа на образложението за свикување на оваа воредна седмица ви повикувам да гласаме за оправданоста за причините на свикување на четвртата воредна седмица. Кој е за? Ало, се слушаме. Перо, дали си за? За. Весна? За. Ружица? За. Добро. За. Едногласно усвоена. Значи, со решението за свикување на денешната седница имаме добиено предлог на дневен ред за работа на седница. Со решението за свикување на денешната седница имаме добиено предлог за дневен ред за работа на седницата, закажена за денес, и тоа предлог програма за работа на финансов план на јавното предпријатие за превоз на патници, градски превоз Кавадарци за 2022, предлог правилник за внатрешна организација на јавното предпријатие за превоз на патници, градски превоз Кавадарци, квартален извештај за извршување на буџет на општина Кавадарци за 2022 втор квартал и предлог одлука за давање согласност за склучување на договор за послуга. Точките 5 и 6 се иземаат од дневниот ред. Согласно член 40 став 3 од Законот за локална самоуправа, на воредна седница не може да се менува дневниот ред, затоа предлагам да преминеме на гласање предложение од дневен ред. Кој е за? Едногласно. Пере? Да. Ружица? За. Весна? За. За. Добро. Преминуваме на разгледување на точките од утврдени од дневен ред. Точка 1. Предлог програма за работа на финансов план на јавно предпријатие за превоз на патници, градски превоз Кавадарци за 2022 година. Отворам претрес по оваа точка. Повели советничи. Имам ли бе? Почитуван канадачен, почитуван председавач на Советот, почитувани колеги советници, почитувана јавност, во врска со програмата за работа
со финансискиот план на јавното предпријатие за превоз на патници, градски превоз, сакам да истакнам дека ова е младо предпријатие, сите гласавме за негово формирање и сакам да дадеме поддршка со една забелешка, што ќе кажам од моја страна. При формирањето на управниот и надзорниот одбор не беме повикани независните советници од Советот и од тие причини че гласам за програмата, меѓутоа за секое наредно под лупа че го гледам целосно работењето на јавното предпријатие и че бидам критички ќе се осврнувам за секое неработење како што треба. И само да знаете дека кога би се предложиле кандидати и од наша страна, че беа предложени квалитетни кандидати за управен и надзорен одбор, како што се договараме со независниот советник Ристо Сакалиев. Ви благодарам. Благодарам, советниче. Дали некој друг бара збор? Да одговориме на това. Ајде. Овде градоначалник. Добро. Почитување по однос на барањето на советникот, уделот за управниот одбор, значи, ја мислам дека тоа може да го исправите и да во едно време си или го дополните управниот одбор со повеќе членови, или направите соодветни плюс 20 членови може да има, поради тоа што и сами знаете дека тој управен одбор е без надомести надзорниот, пошто е ново предпријатие. И добро да учествувате сите, а без разлика дали сте дел од управните или не сте, сепак треба да се грижиме за секое предпријатие за неработењето да биде критикувано нормална работа. Така да може да го проширите управниот одбор со плюс членови за да имат учество сите што сака да имат учество, да. Така да председателят може и на координација тоа да си го реши. Благодарам, градоначалник. Значи, во текот на наредната седница ќе го земеме во предвид и ова конструктивна забелешка на нашиот советник ќе биде имплементирана. Почитувани, дали некој друг бара збор по однос на првата точка од предложениот дневен ред на воредната седница? Бидејќи никој не бара збор, првата точка на предложениот дневен ред, односно предлог програма за работа на финансов план за јавно предпријатие за превоз на патници, градски превоз Кавадарци, ја ставам на гласање. Заедно со амандманот за дополнување на двајца членови на со амандманот за финансискиот план, да. Кој е за? Добро. 9 за. Да. Ружица? Да. Весна? Да. 12 за. Против? 2. Воздржани? 5. Преминуваме кон втората точка на дневниот ред. Тоа е предлог правилник за внатрешна организација на јавното предпријатие за превоз на патници, градски превоз Кавадарци. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? За. Пере? Да. Весна? Да. Ружица? Да. Поред. 17 за. Против? 20 против. Добро. Преминуваме на третата точка на предложениот дневен ред. Тоа е квартален извештај за извршување на буџетот на општина Кавадарци за 2022 година, втор квартал. Отворам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Повели Веса Богиван. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани колеги советници, почитувани присутни, почитуван председател на совет, почитуван градоначалник. Општина Кавадарци за првиот семестар, значи има остварено приходи и има изреализирано расходи, кои што истите може да ги видиме со доставениот квартален извештај за вториот квартал.
Според овој извештај, значи јас ќе гледам накратко да ги кажам моите размислувања и чисто информативно да ја запознаеме јавноста со процентот на остварени приходи, односно расходи и со структурата во делот на тековно оперативниот биланс и во делот на капиталниот биланс. Во делот на остварените приходи процентот е вкупен 45%, но тука доминира процентот на 81% остварени приходи од кредити. Дотациите се со оптимален процент, значи 48%. Во делот на самофинансирање имаме слаба реализација 24%, во донациите имаме слаба реализација 29%, а во основниот буџет, што посебно не интересира нас како советници, е 39%. И кога би оделе во делот на структура, кои приходи се остварени, значи даночните приходи се остварени со оптимален процент 50%, каде се извинувам 70%, 50% се по некоја структура на даночни приходи и во делот на неданочни приходи тука имаме слаба реализација и околу 7%. Значи, уште кога разговаравме за буџетот, кажавме дека има некои ставки, токму овие даночни приходи се беа реални ставки внесени во основниот буџет и тие се остварени и се остваруваат. Но голем процент на неостварување на приходите имаме во делот на неданочните приходи и како ќе се движи натаки во вториот семестар ќе видиме, бидејќи од овие приходи исто се како апсолутен износ голем и ќе го загрозат финансиското работење на општината. Исто имаме голем процент на остварување и над планираниот, тоа е надоместокот за градежното уредување, со кое што се тоа околу 60 милиони денари што ги остваривме како приход, и значително ја подобрија ситуацијата да не беа тие приходи, значи овој 39% ќе беше значително помал. Значи, како бројка 45% е можеби добра, но кога ќе направиме анализа во структурата, имаме некои проблеми што треба да се надминат во иднина и да секако ќе следува ребаланс, затоа што имаме голем процент на неостварени приходи или нула или многу мал процент, што треба да се надополнат со некои други што биле непланирани. Инаку и во делот на К2, каде што се обврските, значи имаме значително намалување на обврските, се платени, но тоа значи дека со извршување на овој буџет ние плаќаме обврски од претходната година. Значи беа 138 милиони обврските на општина Кавадарци над 60 дена, сега се намалени со плаќање што се извршени во првиот квартал. Значи, обврски што се створени нови, побаравме од финанси кои се нови обврски создадени во овие 6 месеци, тие се околу 32 милиони, значително се мали во однос на вкупните обврски и во однос на тоа што е платено. Значи, на некој начин општината се труди да си ги покрие обврските што се створени во претходниот период, по претходната година или во почетокот на годината. Да се надеваме дека во иднина ќе се успее да се одржи тој континуитет, да износот на обврските се одржува или да не биде значително зголемен. Навистина тоа ќе биде тешко, но секако дека ќе видиме како ќе се движат работите во следниот период до крајот на годината. Ви благодарам. Благодарам, советничке. Почитувани колеги советници, почитуван председател на совет, градоначалник, медиуми, администрација. За пофалба е овој квартален извештај, овој 6-месечна реализација, каде што се гледат приходите и расходите кумулативно, каде што може да видиме дека реализацијата на буџетот е на високо ниво, каде што може да видиме дека буџетот е реализиран односно 491 милион 678 илјади денари, од вкупниот планиран буџет од милијарда 113 милиони 549 илјади денари или 44%. Тоа е за пофалба бројка и не верувам и друга општина во Република Македонија да има таа реализација на буџетот. Во делот како по-значајни ставки кои ќе ги наведам, гледам од даночните приходи 149 милиони 169 илјади 965 денари, се реализирани, односно наплатени 211 милиони 300 илјади денари или околу 70,6%. Во делот од расходите во износ од милијарда 113 милиони 549 илјади денари,
476 милиони 555 678 денари се реализирани, односно 42,80%. Што ми е најбитно во овие делови, најмило што е за интерес на кавадарчани на граѓаните, се капиталните расходи кои се реализирани на високо ниво 48,62%, или од предвидените 302 милиони 566 хиляди денари се реализирани 147 милиони 811 хиляди денари, или аналитички за реализирање за купување опрема, машини, каде што спаѓа урбаната опрема, сообраќајните знаци и јавното осветлување, значи од предвидените 69 милиони се реализирани 29 милиони 258 хиляди денари, или околу 38%. Во делот на други градежни објекти, каде што гледаме во Каварци, има една градежна експанзија, каде што моментално мислам дека во ниту една претходна година не било овака, значи нема дел во градот или урбана заедница каде што не се граде, гледаме дека таму има реализација на градежните објекти, односно на раскоите за капитални градежни објекти во износ од 110 милиони 322 813 денари, или од вкупното 214 милиони 435 хиляди денари, или реализација од 57,54%. Значи стварно е за пофелба оваа реализација и мислам дека овој квартален извештај значи ги дава бројките кои што е реалноста дека општината се движе во правилна насока. Исто како што спомна и претходно и колешката, значи за пофалба се што се намалиле обврските, значи општината навреме си ги плача своите обврски, како што може да видиме во јануари општината имала 112 милиони, 130 милиони, 138 милиони обврски, додека сега во кварталниот извештај, според извештајот, значи каза обврски до 6 месеци, значи се намалени на износ од 64 милиони 922 хиляди денари. Тоа значи дека општината на време си ги надмирува своите обврски и е финансиски во солидна состојба. Благодарам. Поздрав. Почитувани колеги, председател на Совет, градоначалник, медиуми, граѓани на општина Кавадарци. На минатата седница на Совет ние имавме ребаланс на буџет и тогаш спомнав и че спомнам и сега дека е логично првично да добиеме извештај за начинот на кој што и динамиката на со која што се реализираат приходите и расходите во буџетот, а после да правиме ребаланс на буџет се со цел да имаме една реална основа врз основа на која што го правиме ребалансирањето, односно промената на ставките. Промената на ставките треба да ја правиме во оние делови каде што сме имале послаба реализација. Од она што го гледаме денес во овој квартален извештај, најголем процент на реализација е за кредити, односно за оние повлечени транши кои што ги реализира општина Кавадарци. И дотациите се реализираат со онаа динамика и со онаа темпо со кое што треба да се реализира, односно 48, нешто 49% е реализацијата на наменските дотации кои што општината ги добива од страна на централната власт. Во делот на има одредени потврлања, например во делот на самофинансирачките активности имаме реализација од само 24%, односно имаме низок степен на реализација на приходите, и во делот на донациите имаме 29%, а реализацијата на капиталните приходи изнесува 25%, односно од 52 милиони 100 хиляди денари имаме реализација од само 13 милиони. Реализацијата на тековно оперативните приходи е во одреден дел задоволително заради тоа што изнесува 40%. Меѓутоа, кога ќе погледнеме структурално кои приходи и кои ставки се реализирани и со која динамика, ќе видиме дека ние во одреден дел сме го искористиле капацитетот за прибирање на финански средства во однос на оваа година, а имаме сериозни потврлања во делот на одредени приходи кои што јас сум скептик дека и во наредниот период би имале подобра ситуација. Тоа конкретно моја забелешка е во делот на неданочните приходи, кои што имаме од планирани вкупно 218 милиони, реализација од само 16 милиони, односно од само 7%.
Например, во делот на профити од јавни институции за кои што апелиравме и во временскиот период кога се носеше буџетот дека тешко би се реализирале тие средства, таму имаме реализација нула, и да не ги наведувам, има одредени други слаби приходи кои што процент на реализација 15-20% во однос на капиталните расходи. Јас би сакал да спомнам оно што треба да го гледаме као износ кој што го трошиме за капитални расходи, по мене во делот на градежните објекти, а прашање е кога зборуваме за капитални расходи е во однос на квалитетот, односно во однос на кој е импактот на една капитална инвестиција која што го дава во однос на економското заживување, да кажам, мислам, импактот кој што го дава во економијата на еден начин. Затоа овој делот кој што е за опрема, машини и такви работи, мислам дека имаат многу послаб ефект економски наспроти тоа во делот, мислам, во споредба со, например, оние што се градежни работи и градежни оперативи. Во делот на долгот сакам да кажам дека од она што гледаме, кој што представува само еден дел на долга, тоа е доспејање не на мирени обврски, кај што имаме намалување од 138 милиони во месец март на 64 милиони. Јас се надевам дека и во наредниот период ќе ја држиме општината барем во однос на оваа работа во една оваква состојба. Овоа намалување се должи на наплатата на одредени комунали кои што ги добија општината во месец април, и ја не би сакал да стане пракса да во иднина треба да се доведуваме во ситуација да даваме повторно, постојано, кога ќе доеме оваква незавидна ситуација како што бевме, да постојано даваме нови маркици за градба и да со тоа стимулираме едно дивење во делот на бетонизацијата која што јас ја нарекувам во општина Кавадарци. Ви благодарам. Благодарам, советниче. Повели градоначалник. Почитуван председател, почитувани советници, почитувани служби, медиуми и сограѓани. Добро што се отвори вака поплодна конструктивна дискусија во делот на кварталот, кој што е изменет на 6-месечието во делот на приходите и реализацијата на буџетот на општина Кавадарци. Ако во јануари месец и февруари бевме критикувани за голем, така наречен голем долг према добавувачи, денеска тоа не е критика за тоа што општината го намали повеќекратно, ги намали своите обврски и се во една подобра кондиција и нормала некоја што ги пратиме нашите комитенти во делот на изградбата. А за возвратата на таа ситуација воопшто не е намалена комуналната изградба, напротив, имаме одлична комунална изградба во делот на она што е основна обврска на општина Кавадарци. И тука јас би се заблагодарил и на службите и на сите наши комитенти и инвеститори за тоа што нашиот план за реализација на општина Кавадарци кој што ги имаме се одвива во одлична динамика и баш во консултација со службите. До сега општина Кавадарци немала ваква реализација на буџет од 40% во првиот квартал, за тоа што првиот квартал е најтешкиот, оние јануари, февруари, март месеци се на некој начин непродуктивни, за тоа што градежната сезона не е почната, решењата на данок на имот се издаваат на крај на март, а тоа нашите основни приходи, ние не сме комерцијално посветени, така да тие се единствени приходи кои што општината ги остварува по однос на собствен буџет. Едни од клучните приходи. Покрај тоа, да не забораваме да спомнеме, во комуналната изградба има работи кои што се надвор од нашиот буџет, а се многу значајни. Тоа е 2.200.000 евра грантот кој што го имплементираме и го остваруваме, добиен од КВФ банка заедно со Сојузна Република Германија, имплементиран заедно со Министерството за транспорт, и тоа е комплетен грант од 2.200.000 евра и комплетно средување на
атмосферските води, канализациона мрежа и водоводна мрежа во централно градско подрачје, периферии во општина Кавадарци и е за поздравување што и динамиката на изработка оде во добар правец. Да не ги забораваме да ги спомниме во делот на комуналната и инфраструктурната изградба, брушени водоворот кој што не е апрециран и добиен преку владата, преку ТАФ програмата, сериозна инвестиција од 600.000 евра, која што е во завршна фаза и сега е во таа трета фаза за почнување на приклучоци на нови водомерија. Тоа е 750 приклучоци, кое што воопшто не е незначително, него е многу голем благодет. Исто преку таа програмата патот за Дреново комплетна рехабилитација, проширување и реконструкција на самиот пат, кој што е исто од 600.000 евра инвестиција. Преку Дирекција за регионален развој имаме два проекта, едното отпочнат, асфалтирање на 1 километар во село Бохула. Исто преку дирекцијата имаме за воведување работа од понеделник и ќе биде асфалтирана улицата во населбата Дисанска, поточно парк населбата Новата зградите. Во делот преку планскиот Вардарски регион имаме повеќе проекти. Едниот проект кој што е веќе тендериран и е во завршна фаза е набавка на противпожарните возила, така да општина Кавадарци ќе добие противпожарно возило. Може би ќе треба мало кофинансирање од општината, ali тоа ќе излезе после аукциите која што ќе заврши во Вардарски регион. Да не забораваме дека два проекта кои се одобрени од швајцарската агенција и тоа се комплетно грандови. Едниот проект е од 19,5 милиона денара за правење на регионален стационар со седиште во општина Кавадарци и ќе бидеме првиот регион, а и првата општина која ќе имаме стационар за згрижување, лекување, негување, нега и комплетен третман на куќиња бездомници. Така да тоа е еден голем исчекор, голем потек. Исто преку швајцарската агенција имаме поднесено веќе во одобрување проект за реконструкција на опожарениот дел во делот на Црвен крст, каде што општина Кавадарци имаше свој имот. Таму се поднеси проект за комплетно реконструирање, односно градење на нови 6 апартмани, кои што заедно со Црвен крст и со социјалното од Кавадарци ќе функционира во делот на луѓе кои што во некој момент останале без собствен дом од различни причини. Тоа се 6 апартмани за временно сместување на луѓе плюс возило за транспорт и комплетна нега на исти луѓе до нивно враќање во првобитна состојба на нивните имоти. И мислам дека имаме уште неколку проекти кои што не се одобрени, а буквално очекувам да бидат, а тоа е, мислам, одобрен, а не е тендериран, тоа е градскиот или пливачкиот базен кој што треба да го правиме преку Агенција за млади и спорт. Верувам дека со овој ребаланс кој што помира сега на владата дека ќе биде тендериран и да го еднаш изградиме тој базен пред се за намена за образованието основно и средно, меѓутоа и во делот на рекреација на нашите сограѓани. Исто проектот е одобрен преку Министерството за труд и социјална политика за градење на регионален центар за деца со посебни потреби и со комплетен нивен третман во делот на нивна рехабилитација, нивна грижа, згрижување. Проектот 700.000 евра, каде што секое дете според потребите кои што ги има во делот на хендикепот, ќе си добие соодветен третман во соодветно време. Со тоа ќе се овозможи можности постоечката централна градинка да ја прошириме уште за 3 паралелки и мислам дека движиме во прав правец. Оние покрупни проекти кои што ги оставаме до година веќе се во завршна фаза, за спористите сали 4 кои што треба да ги овозможиме да ги направиме по Сопот, Марина, Глишич, Возраци и Дреново. Имаме доста за асфалтирање и четвртата фаза од заемот со грант на општините. Ќе имавме 1.200.000 евра за користење и се изградија повеќе, се реконструираа повеќе улици, вклучувајќи последна Дисанска.
Сега на 15 август четвртата фаза, меѓу првите општини сме што влегуваме во четврта фаза, ќе бидат Дим Танџел, Габрет улицата, Видео Смилевски, Слога и дел од булевар Цветан Димов Мисечине, така да и комплетна ревизација на тие проекти ќе има. Меѓутоа општина Кавадаци работи доста и на подобрување на сообраќајната сигнализација, на безбедност су патиштата. Имаме тендерирано 2 нови семафори. Едниот семафор ќе биде поставен на самата раскрсница кај градската капела, пошто е доста ризична и така проценета, одобрен проект, тендерирано, а другиот семафор ќе биде поставен на улица Шишка, на раскрсницата баш кај спојот со општата болница. И нормално по сите селски средини имаме тендер за села, така наречен, кај што имаме доста поплучување, негде околу 7-8 метри за поплучување, асфалтирање и имаме во моментот и доградување на канализациона мрежа во село Раец. Мислам дека комплетно се офатени сите сегменти, а поготово предходната точка што ја гледавме за јавниот превоз, за жал, како држава и како Европа и како светско ниво, во моментот сме во една лошо, незавидна ситуација, каде што организацијата на јавниот превоз дојде да биде морбитна состојба за секој еден граѓанин кој живее во периферија или во село. Едноставно не може да се организира транспорт за нивните лични дневни потреби, затоа што превозот дојде многу скап. Редовните линии кои што ги имаме се на некој начин од приватните концесионери редуцирани поради неисплатливост ради зголемувањето драстично на горивото и мислам дека во прав момент ќе ова предпријатие биде формирано и се надевам дека на брза набавка на новите автобуси и постоечките да можеме да имаме комплетно линија од сите населени места, од сите села, а и градска линија за сите жители на општина Кавадарци. И тука верувам дека со тој правилник кој што ќе го донесеме, ќе ги усогласиме цените да оние луѓе кои живеат во селата не бидат екстра оптеретени, едноставно плаќаат исти билет или иста цена со кофинансирање од самата општина како да имаат градски билет или градска линија. Она советникот Вуко Мелош го спомна во делот на недивење со маркици. Тука советниче не можеме и да сакаме да дивееме и да не дивееме. Секој што поседува имот и кој што има маркица, ова е објективна општина, има право да си поднесе проект и да си почне со градење на тоа што е уцртано на таа маркица по претходно донесен генерален план и детално урбанистички план. Нормално ние не можеме да му го скратиме правото на никој да граде или да му речеме нема да градите сега или било како. Населбата што ја гледате и што се развива од делот на новиот центар, од делот наспроти хотел Фени, под хотел Фени, кај новиот суд, ја очекувам таа населба за 3-4 години. Тие мртви места, ќе ги наречем, по изградбата на црквата Света Петка, сите тие мртви места кои што ги имавме да оживеат, да се изграде и молот, и стамбените објекти, меѓутоа и комерцијалниот објект до котларата и самата котлара да се направи според детален урбанистички план, меѓутоа и да бараме решение заедничко за решавање на постоечкиот суд кој што стои повеќе од 30-40 години не е изграден, младинскиот дом и младинскиот центар, пошто мислам дека тоа е бетонизирање на Кавадарци, кој што стои бетон, а треба да му најме намена и да го ставиме во функција на граѓаните, пошто има многу злоупотреби и на самиот објект и на други дивења таму од понесовести граѓани и мислам дека тоа ќе се реализира и процесира. Амбициите ли се големи, меѓутоа па од друга страна и не прате, може да кажем, малку и среќа, малку и повеќе знаење и еве заеднички конструктивно со целокупниот совет. Треба да го поздравиме тоа што ако сме имале 130 милиона оврски во јануари, сега имаме оврски од некои 60 милиона. Дај Боже да може секоја една компанија и секоја една општина во тој правеж да се движе. Тоа е драстично намалување на оврските и покрај тековните работи кои што се изведуваат и функционираат. Јас како и што ветив и напред
уште во јануари месец ви кажав дека општината после вториот квартал ќе биде во една солидна финансиска кондиција и ќе дојдеме на една позитивна нула, а таа позитивна нула треба да ја менаџираме, да тие средства ги намениме правилно во делот на инфраструктурите, капиталните и оние објекти кои ги спомнавте од делот на економијата, кои што може да вратат приход на самата општина, а тоа веќе го работиме. Сами знаете дека петата мини хидроцентрала работи веќе 2 месеци, остварува приход, некаде од милион денари месечен за јавното предпријатие Комуналец, тоа е што ја пуштивме во јануари-февруари месец. Знаете дека на 10 институции инсталираме и се веќе делумно пуштени во работа по 20 киловат инсталирана можност или вкупно 200 киловат инсталирана можност фотоволтаици. И со последниот ребаланс предвидовме изградба на уште 200 киловати централа фотоволтаична за производство на електрична енергија, која ќе биде екстра приход на самата општина. Од друга страна, тоа ќе го ублаже ударот на новата цена на струјата која што имаме за плаќање зголемена 2 пати по однос на претходната цена која што имавме по договор, така да мислам дека движиме во прав правец и дека општина Кавадарци има ресурси со кои што има обновливи извори, има ресурси во кои што има приходи и тоа е еден голем бенефит за и јавното предпријатие и за општината. И би го спомнал и градскиот пазар. Значи, приходите од градскиот пазар, од кога е реконструиран и направен, се зголемени за 30 до 40%. Значи, предходното функционирање пред да го растуриме стариот пазар и изградиме новиот, приходите беа, сега вака, може че сгрешам с некоја бројка, али приближно сум тука, некои 2 до 2,5 милиона денара на годишно ниво. Со оваа тенденција која што имаме со фул издадени тезги, а по иста цена предходна како што беше на пазарот, јавното предпријатие ќе има негде околу 3,5 милиона денари приход од самите тезги, а и за благодет на самиот пазар, користејќи го и паркингот и новата улица која што е пробиена зелен пазар, сега реконструкцијата и на горната улица и пристапноста на пазарот ја имаме од 3 страни, самиот промет на пазарот е задоволително зголемен, откажување на оние луѓе кои се 20-30 години по тезги, така да тоа ми мене пред се задоволство, пошто импактот е од повеќе страни. Вториот квартал ќе биде подобар, само да не наидиме во некој колапс, а колапс може да дојде не по наша заслуга или причини, само може да дојде од енергетска криза, може да дојде од криза во делот на нафтени деривати, пошто и сами знаете дека нашите училишта, јавни институции делумно се загреваат на електрична енергија, делумно се загреваат на нафта и тоа се големи трошкови зголемени по неколку кратно. Така да мислам дека тоа треба да го менаџираме и заедно со директорите на сите институции е укажано на рационално трошење на горивото, не по цена на незагревање на училниците, меѓутоа непотребните простори да не се греат, а нормално за тоа ќе формираме и комисии да можат да ги рационализират трошковите. И само уште да спомнам, еве, нека биде овај, ќе добиете официјална покана како советници, среда или четврток ќе биде отворена новата спортска сала која што изгради општина Кавадарци во село Ваташа, комплетно опремена со реквизити, со сите елементи, така да, ете и тоа школа доби спортска сала за школски потреби за дечињата кои што учат во село Ваташа. Ви благодарам на вниманието. Благодарам, градоначалник. Дали некој бар разбор? Бидејќи никој не бар разбор. Третата точка, квартални извештаи за завршување буџетот на општина Кавадарци, втор квартал за 2022 го ставам на гласање. Кој е за? Тере? За. Ружица? За. Весна? За. 14. Против? 5. Поминуваме на наредните точка од дневниот ред. Тоа предлог одлука за давање согласност за склучување на договор за послуга. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор?
Бидејќи никој не бара збористе и ставам на гласање, кој е за? 16 за. Пере, За. Ружица, За. Весна, За. сите, едноставно. Пета точка, предлог одлука. Да се извинувам, да. Со тоа исцрпен денешниот дневен ред на четвртата морена седмица на Советот на општина Кавадарци. Ви благодарам за вниманието.